почитувани гледачи, започнуваме со урбаните вести. Добре дојдовте во нив. Македонскиот пијанист Симон Трпчевски во новата сезона 2017-2018 година ќе биде резидентен артист на лондонскиот Вигмор Хол. Првиот од серијата од 3 концерти со различна програма во текот на сезоната е утре вечер, а ќе ја означи соработката на Трпчевски со еден од водечките светски виолончелисти Даниел Милер Шот. Со оваа информација ги започнуваме вестите, а во продолжение следуваат насловите за денеска. Промовирани активни мерки за вработување до крајот на годината. Се градат сооблекувални за потребите на фудбалскиот клуб Братство од Средноконјари. Објавен сет мерки за поддршка на економијата и економски раст на компаниите. Наполно ќе истекува рокот за поднесување на кандидатските листи. Да читаш е кул од 15 до 17 септември во Скопје. За помалку од еден месец ќе бидат готови сооблекувалните кои се градат во населеното место Долно Конјари за потребите на фудбалскиот клуб Братство Влазними. Сооблекувалните се градат по сите стандарди и вклучуваат повеќе помошни простории. Со влезот на фудбалскиот клуб Братство Влазними од Долно Конјари во македонската фудбалска трета лига се појави потреба и од обезбедување на технички услови за одржување на фудбалски надпревари на домашен терен. Конкретно, станува збор за изградба на сооблекувални, проект кој што општината неудамна започна да го реализира. Увид во текот на градежните активности денеска изврши градоначалникот Борче Митевски, кој истакна дека сооблекувалните се очекува да бидат готови за помалку од еден месец, а во нив се инвестирани 1.200.000 денари, средства обезбедени од општината. Сооблекувалната ја градиме бидејќи знаеме дека фудбалскиот клуб Братство Влазними влезе во трета лига и тоа е еден од основните и неопходни услови за да се изгради сооблекувална за да може фудбалерите од Средно Конјари да играат на свој домашен терен. Новите сооблекувални, како што информираше градоначалникот, ќе бидат изградени по сите стандарди и ќе содржат повеќе помошни простории, кои ќе ги задоволуваат потребите како на домашните, така и на гостинските фудбалери. Проектот за сооблекувалната е направен по сите стандарди, значи ќе се има сооблекувална за гостинска екипа, ќе има сооблекувална за домашна екипа, ќе има значи просторија исто за судиите, исто така значи ќе има туш кабини. Председателот на фудбалскиот клуб Братство Влазними Елми Керими рече барањето за нови сооблекувални го доставиле до општината уште минатата година и срекни се што сега веќе проектот е пред самиот праг на реализација. Во нашата општина функционира 4 клуба, од кој еден од тие сме и ние. Значи желба и побарувачка беше од нас градоначалникот ова да го направи пред една година. Тој ни вети дека ова ќе го направи одма после, ако влеземе во трета лига, значи неопходно и одма ќе го направиме, еве ветувањето се исполни. Покрај сооблекувални, општината инвестира и во мини спортска сала во Катланово, која ќе биде готова за 2 месеца. Министерството за финансии ги известува граѓаните дека доколку се направи погрешна уплата на државната сметка, истата може да биде коригирана со помош на вработените од Министерството. Доколку граѓанинот изврши погрешна уплата за глоба, казна или такса кон државните институции, Министерството за финансии информира дека истата може да се коригира со помош на вработените во Министерството. Исто така, доколку ја изгубите уплатницата во Министерството за финансии, може да се добие доказ за извршениот трансфер. Како што информираат од Министерството, овој проблем се случува доста често, па така според нивните податоци годишно има над 1000 погрешни уплатници од граѓани и фирми. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска ги промовираше активните мерки за вработување до крајот на годината. Како што информираше таа, мерките се наменети за повеќе категории на граѓани, а ќе бидат опфатени 41.562 невработени лица.
Активни мерки за вработување со кои треба да бидат опфатени 41.562 неработени лица до крајот на годинава. Како што информираше денеска министерката за труд и социјална политика Мила Царовска, акцент со мерките е ставен на зголемување на вработливоста на младите лица до 29 години, а приоритет ќе биде и еднакво учество на мажите и жените во нивното искористување. За оваа намена се обезбедени 16 милиони евра. Министерката Царовска, како дел од позначајните мерки, го потенцираше и грантирањето на 140 млади невработени лица за стартап бизниси со по 10.000 евра неповратни средства. Мерката за микро и малите бизниси да можат да креираат 250 нови работни места. Министерката додаде дека продолжува поддршката и на лицата со попреченост, така што тие ќе добијат можност да користат грант од 4,5 евра за отворање свој бизнис. Исто така има мерки и за социјално предприемништво, околу 5,5 милиони евра се наменети за правни лица кои може да аплицираат. Пасивните баратели на работа, кои што претходно фиктивно беа избришани од евиденција, така ги немавме како статистика, сега ќе може да аплицираат за работно место и да се активираат, заради тоа што во Македонија имаме огромна бројка, процент на население кој што е никаде не е евидентирано или тоа се води како пасивно и ние не се трудиме да го активираме, а токму зборуваме за активни мерки за вработување. Значи за прв пат ги активираме пасивните баратели на работа. Дополнуваме 2 милиони евра, поради тоа што вие не може да имате добри активни мерки и куп на активни мерки, а да имате малку пари за нив. Ние вклучуваме дополнителни 2 милиони евра за многу краток период, што значи дека навистина е голема сумата што ќе треба да се потроши за 4 месеци, за да видиме вистинско раздвижување на вработувањата кај младите лица. Директорката на Агенцијата за вработување информираше дека 4 од овие мерки ќе бидат објавени веќе од следната недела, а сите заинтересирани лица може да се обратат во Агенцијата за вработување и незините центри. Отворените огласи нема да имаат определен рок на траење, туку ќе бидат отворени се до крајот на годината. Со ова сметаме дека ја олеснуваме достапноста и транспарентноста на процесите на информирање и аплицирање на сите невработени лица и работодавци. Исто така, сакам уште еднаш да напоменам дека право на аплицирање ќе имаат сите невработени лица, без разлика на нивниот статус, активни или пасивни баратели на работа. Во периодот што доаѓа, интензивно и активно ќе работиме на терен во правец на информирање и запознавање со сите измени и поволности за сите невработени лица кои еве сега навистина ќе добијат шанса полесно да остварат вработување или пак да основаат свој собствен бизнис. Представникот од UNDP во Македонија, Луиза Винтон, дава поддршка за реализирање на дел од мерките. Таа истакна дека прашањето на невработеноста е горливо прашање за чие решавање е потребно посветено и континуирано работење. Невработеноста во оваа земја е тесно поврзана со сиромаштијата, што значи дека само 9% од вработените лица се во ризик од сиромаштија, додека за невработените лица ваквиот ризик е 4 пати поголем со околу 40%. Исто така гледаме дека недостигот на можности за развивање кариера за младите ги поттикнува стапките на емиграција. Истражувањето на мислењето изведено од страна на UNDP минатата година покажа дека 61,5% од младите луѓе на возраст од 15 до 29 години ја гледаат својата иднина, постојана иднина, надвор од земјата наместо овде дома. Ова јасно е длабоко вкоренета криза со сериозни последици по иднината на земјата и мило ни е што создавањето на работни места, особено за младите, се појавува како итен приоритет за новата влада. Сет мерки наменети за поддршка на домашните и странските компании објави денеска владата на Република Македонија. Главен критериум за добивање помош од државата ќе биде резултатот од работењето, кој што ќе го покажуваат компаниите на завршните сметки, па така првите резултати се очекуваат во 2018 година врз основа на резултатите од работењето на компаниите од 2017 година.
Владата на Република Македонија денеска објави сет мерки наменети за поддршка на економијата и економскиот раст на компаниите, кои содржат 3 главни столба и подеднакво се наменети за домашните и странските инвестиции. Овие новини се дополнително зголемена поддршка за компаниите и ништо нема да се одзема од тоа што досега го добивале компаниите. Првиот столб на поддршка е Гринфилд и Браунфилд инвестиции во технолошко-индустријски развојни зони или надвор од нив, односно мерки што ќе бидат поврзани со вработувањата. Секој што ќе има ново вработени лица во една фискална година, ќе биде поддржан во следната фискална година и тоа под услов ако има раст на приходите и доколку нема намалување на бројот на вработени. Исто ќе се однесува и за Браунфилд инвестициите. Вториот столб е наменет за поддршка на извозот, односно ќе има посебни мерки кои се однесуваат на извозно ориентираните компании, а третиот столб е специјализиран за мали и средни предпријатија. Главен критериум за добивање помош од државата ќе биде резултатот од работењето кој што ќе го покажуваат компаниите, не само бизнис идејата. Колку покажуваат раст и развој, толку може да сметаат на директна поддршка од државата, според резултатот што ќе биде констатиран на завршните сметки, па така и првите резултати се очекуваат во 2018 година, врз основа на резултатите од работењето на компаниите од 2017 година. За овие мерки во следните 2 до 3 недели ќе биде отворена дискусија со стопанските комори, финансиски институции, МАНУ, универзитетите и сите оние кои сметаат дека може да дадат придонес, а потоа сетот мерки ќе стапи на сила. Наполно ќе истекува рокот за поднесување на кандидатските листи за локалните избори 2017. До општинските изборни комисии од пред неколку дена групи избирачи и партиите почнаа да ги доставуваат кандидатските листи, иако голем дел од лицата за кои граѓаните ќе се изјаснуваат се веќе објавени. Денеска е последниот ден за поднесување на кандидатските листи за локалните избори 2017. Наполно ќе истекува рокот, а до општинските изборни комисии од пред неколку дена групи избирачи и партиите почнаа да ги доставуваат кандидатските листи, иако голем дел од лицата за кои граѓаните ќе се изјаснат се веќе објавени. Општинската изборна комисија во рок од 48 часа од приемот на листата на кандидати утврдува дали таа е поднесена во соодветниот рок и дали е составена во согласност со одредбите на изборниот законник. Поднесувачите на листите на кандидати имаат рок од 48 часа да ги отстранат неправилностите, а Општинската изборна комисија ги потврдува со решение. Листите што ќе бидат поднесени по истекот на рокот и доколку од нив не се отстранат констатираните неправилности ќе бидат отфрлени. Потврдените листи на кандидати Општинската изборна комисија треба да ги достави до Државната изборна комисија најдоцна до 16 септември заради утврдување на редоследот во евидентирана листа на кандидати. Според роковникот за изборни дејствија, жребка треба да се одржи на 18 септември. Најдоцна до 21 септември Општинската изборна комисија ги објавува листите на кандидати за членови на совети за градоначалник. Избирачкиот список во кој се извршени сите промени кои произлегуваат од јавниот увид, опечатен во изводи, ДИК го заклучува најдоцна до 24 септември, а го подпишува најдоцна до 29 септември. На 16 септември ДИК ќе ја спроведе жребката за рекламирање паноа на билборди и политичко рекламирање. Шестите локални избори се закажани за 15 октомври, а ќе се спроведуваат на 3480 избирачки места во 80 општини и во градот Скопје. Изборната кампања ќе почне на 25 септември на полноќ, а ќе заврши на 13 октомври. Од 15 до 17 септември љубителите на читањето ќе имаат можност да го проследат фестивалот Да читаш е кул, кој ќе се одржува во Мала Станица, а во организација на Табернакул од Скопје.
Во организација на издавачката куќа Табернакул од Скопје во Мала Станица ќе се одржи фестивалот Да читаш е кул од 15 до 17 септември. Како што информираат организаторите, фестивалот е во рамки на проектот Читатели од иднината, што се реализира во партнерство со издавачката куќа Дитурија од Албанија и со агенцијата Арчипелаго Онлус од Италија, со поддршка на програмата Креативна Европа на Европската Унија. Како што информираат организаторите, во рамки на фестивалот предвидени се работилници за деца со писатели, илустратори, психолози, антрополози. Фестивалот ќе опфати и трибина со ученици поврзани со книгата и читањето од повеќе аспекти: преведувачи, уредници, издавачи, автори за деца од трите земји партнери во проектот. Во придружната програма на фестивалот ќе има поетски рецитали, читачки сесии, театарски представи и изложба, информираат организаторите. Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје ги информира граѓаните дека утре без електрична енергија ќе останат делови од општина Карпош и Агино село. Корисниците од улиците 1, 6 и 7 во Агино село утре од 9 до 13 часот ќе останат без напојување со електрична енергија. Во периодот од 9 до 11:30 без струја ќе бидат и дел од корисниците од улицата Лондонска во близина на објектот со број 4А, од 8:30 до 10 часот и 30 минути објектите со броевите 40, 38, 36, 34 и 32 од улицата Дрезденска, а од 8:30 до 11 часот дел од улицата Пандил Кљашев од општина Карпош. Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведувањето закажани технички зафати од страна на екипи на ЕВН Македонија АД. Метеоролозите информираат дека следи период на сончево време со свежи утра и со постепен пораст на дневната температура, така што за време на викендот температурите максимум насекаде ќе бидат во просекот за овој период на годината. И за крај уште една информација. Денеска се одржа финалниот меч во фудбал на песок на кој игра екипите на Општинското основно училиште Димо Хаџидимов и Општинското основно училиште Братство од општина Карпош. Победник на мечот е екипата на училиштето Димо Хаџидимов, а надпреварот се играше на терените на кејот на реката Вардар. Традиционалниот фудбалски турнир на песок кој го организира одделението за култура и спорт на општина Карпош се одржува по четврти пат, а на него учествуваат основците од 9 училишта од општина Карпош. Почитувани гледачи, со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието и имајте пријатна вечер.